Здраво се, Нада. Здраво, Жана. Без шекер, така? Како си? Добро, кај тебе како? Како и секој ден се турка некако. Напорно, малку, работно. И покрај сите предизвици со кои се соочуваме и јас и ти постојано, сепак она што ме води и што ме мотивира да продолжам понатаму се некои мали сегменти, меѓутоа многу значајни. Тоа е продолжување на дружбата, на ученици кои настават да ја следат на различен наставен јазик и покрај тие заеднички часови, веднаш по завршувањето, кога ќе ги видам дека нивната интеракција и комуникација продолжува и надвор од училиштето. И јас имам некои секојдневни работи кои што ме мотивираат во мојата работа, кои што пред се произлегуваат од примерите со заедницата со која што работам, со ромската заедница. Пример, кога гледам дека самите индивидуи ја има таа жар да се борат за правда за својата заедница, за своето семејство, за своето мало каде што живеат. Во моментот работам на случаи на сегрегација во две училишта во Република Македонија, односно подготвувам одговори на владата во однос на застапување на овие случаи кои што се наоѓаат пред Европскиот суд за човекови права. Пораката која што овие училишта ни ја праќаат со ваквата поделеност е дека и покрај тоа што Македонија е мултиетничка држава, сепак си дозволуваме да постојат етнички сегрегирани училишта. Многу ми е криво што го слушам ова, што се уште постојат вакви примери во нашата земја и се надевам дека твојата работа ќе придонесе сето ова да се намали и конечно целосно да се елиминира. Во сличен контекст и јас работам изминатиот период. Во моментов еве се подготвуваме за една заедничка активност, односно тоа се низа на работилници со училиште во Гевгелија, тоа е училиштето Јосиф Јосифовски, кое да речеме е етноцентрично, односно составено само од македонци и немале прилика баш да го почувствува тој мултикултурен аспект на државата, особено истакнат во градот Скопје. Фактички му подаваме рака на еднојазично училиште од југот на Македонија да соработува и да има можност да почувствува како тоа функционира во нашето училиште, да слушне и друг јазик и дека сето тоа не е страшно и да види дека учениците меѓу себе минимум знаат да се поздравуваат на нивните мајчини јазици. Предизвиците што претходно ги споменав, мислам дека се должат на потребата од промена на свеста во нашето општество, од секој поединец, започнувајќи секако од себе си. Ме радува фактот што овој проект за меѓуетничка интеграција на младите од проект на USAID и Македонскиот центар за граѓанско образование полека прераснува во една институционална политика. И сега од друга страна знаеме и дека секој во Македонија ќе каже дека ние се убаво имаме напишано на хартија, меѓутоа во пракса тоа не се реализира. Јас пак ќе потенцирам дека за да се реализира во пракса, тоа зависи од секој еден од нас. Сите ние треба да дадеме нешто од себе за да почнува работата да се менува. Државата преку своите пишани закони, своите правила кои што не треба да останат само мртво слово на парче лист хартија, туку и преку нивната имплементација треба да овозможи спречување на ситуации во кои што мултиетничкиот карактер на државата, интеграцијата на сите индивиди во општеството ќе нема да биде норма, туку ќе биде исклучок. Повторно ќе се навратам кон просветните работници, особено затоа што сум наставник во средно училиште, работам со тинејџери кога се баш во таа фаза на формирање нели како личности, пронаоѓање на себе си. И со оглед на тоа што најголем дел од денот го поминуваат во училиште, сметам дека какво општество сакаме да изградиме, такви треба да ни бидат училиштата. Кога станува збор за порака која што сакам да ја упатам кон младите, а се однесува на дискриминацијата која што постои во нашето општество, тука пред се ќе искористам пораката која што е веќе кажана од големиот Мартин Лутер Кинг, дека јас сонувам моите деца да живеат во општество во кое што ќе бидат ценети не според бојата на нивната кожа, туку според суштината на нивниот карактер и способности.
Во оваа насока и јас би се надоврзала. Знаеме дека младите се силата што ги носи промените, па од тука би им препорачала да бидат толерантни, да се прифаќаат, да не ги премолчуваат неправдите што се случуваат во општеството, да не го премолчуваат она што не би сакале ним лично да им се случи. И сметам дека треба секогаш критички да се осврнуваат на она што го слушаат или она што го читаат или она што доаѓа од некои своји видни авторитети, да го преиспитуваат, да градат критичко мислење и да дадат свој придонес кон подобрување на општеството во кое живееме.